Ново видео интервју на телевизија Република поврзано со фетонот наречен мрачното време на транзицијата. Со мене во студиото е Александар Флоровски, пратеник од редовите на ВМРО ДПМН во првиот парламентарен повеќе партиски парламент во состав во Македонија, еден од потписниците на декларацијата за независност, така, но и човекот кој што не се плаши да ги покаже документите и да збори за времето кога во Македонија и по самосојувањето се продолжи со активности на државната безбедност во партиски цели. Грешам ли? Не. Во барање, ќе го преформулирам, во барање на домашни непријатели. Место да се бават со оно што им беше задача и со уставот потврдена, они се занимава со луѓе кои наводно биле македонски врховисти, екстремисти и така натака. Значи, сето оно што беше негативно, беше накалемено врз членовите на ВМРО ДПМН, тогашнели партија во зародиш, чија една единствена желба беше да се направи македонската држава и конечно во нашата историја, долгогодишна, да обстојуваме како самостојна држава, без тутори, без гази врз нашите глави. За да работава, кој ќе дискутираме понатака, не остане недоречена и некој не обвини дека говориме на памет, донесов 100 страни документи кои говорат за работењето на Социјалдемократскиот сојуз како тогашна владеачка каста, што фактички работела со собствените, со македонските неистомисленици. Еве, сакам да ви ги предочам вас. Овде има доста материјал кој е доста интересен. Јас 8 години бев член на Комисијата за надзор и контрола на ДБК. Со законот ме врзуваше 5 години да молчам, но после 5 години, пошто овие работи кои се овде пред мене, сега ќе ви ги предадам вас, се веќе многу пати обелоденети и во матичната комисија, и од парламентарната говорница, сакам да ги видите вие. Па што ќе излезе од сето ова, мислам дека јавноста треба да биде запознаена, иако се работи за едноминато време, сметам дека младите генерации треба да знаат со кого имале работа, низ кој премрежа поминувавме и како е стигнато до формирање на македонската држава како најбитен сегмент кој не беше и крајна цел на ВМРО ДПМН како политичка партија. Овие досиеја се полни и со податоци, и со фотографии, и со значени луѓе, и со, колку што можам еве на брзина да прелистам, и со детални разговори телефонски. Да. Така, бидејќи една од првите работи кои што излегува на виделина, а дека се вмешани тајни служби кои што се дел од државните органи, беше Сината птица. Може ли тоа да го кажеме како почеток на активност? Зародиш? Да. Како зародиш на една подолгорочна акција за следење на македонските патриоти, па мислам дека таа работа датира и пред Сина птица. Сина птица може беше главната увертира на сето на работа. Значи, таа иницијална каписла, и од тогаш почна, значи, обработката на сите они членови на ВМРО ДПМН кои покажуваа малце повеќе храброст, а они го крсте како македонски екстремизам, па и врховизам, па и национализам, па и рушење на уставниот поредок, што апсолутно не се сложувам, но мора некој образложение да најдат, за да може да покренат оперативни акции против сите тие луѓе кои се овде наведени, меѓу кои сум и јас во оперативната акција Павароти, како подгрупа, како подакција, оперативна акција Автомобил. Тоа се работи за атентатот на Киро Блегров, но тука има многу други работи кои се исто така интересни. Значи, периодот на формирањето, сметам дека и убеден сум дека со формирањето на ВМРО ДПМН веќе службите македонските и тогашните југословенски служби веќе беа инфилтрирани во ВМРО ДПМН. Тоа најодговорно го тврдам. Ова само беше еден логичен продолжеток на работењето на тие служби и ставање под капа на ВМРО ДПМН и диктирање на она што ќе значи политичка агенда на ВМРО ДПМН. Што беше целта со ПАУН? Постои некои размислување дека фактички со ПАУН би требало да се даде една терористичка нота на ВМРО ДПМН, која што би ги одвратила граѓаните да и дадат подршка на ВМРО ДПМН, гледајќи и, да речеме дека биле изненадени
оние членови на дотогашниот систем од успехот на една партија со Па такво вака, национално со Апсолутно. национален презнак. Не национален предзнак, него ние бевме стварно национална партија со сите атрибути. Мислам, тука да се нема сомнеш. Требаше ли тоа Значи- фактички да ви ги разниша корените? Па, првото излегување беше после атентатот на покојниот министер за надворешни работи, синот на бившиот функционер во социјалистичка Македонија, Стево Црвенковски. Дека видени се двајца во црни мантели, со бради, и така натака, тој кажа на парламентарната говорница, ние бевме отсутни тогаш од парламентот, нели? 94-98 се повлековме, може би таа е најголемата наша грешка, кај што им дозволивме простор да направат каша попара, буквално аршум СДС, да исприватизираат, да оплячкат све што може. Значи, веднаш асоцираше некои сомнителни типови, да ме како носиш брада си ВМРО-вец и мислам многу бледо, многу глупаво изведено, многу наивно кажано, Бог да го прости, нели, за починатите све најдобро, но сметам дека намерно беше фрлена мамката да се фати народемек, еве ВМРО тоа го направил и веднаш почна акцијата автомобил. Видете кои се подписници тамо, кои се наредодатели. Тоа беа ортодоксни непријатели на ВМРО, тамо и по еден од подписниците како прв човек на ДБК Добре Величковски, веќе покоен, Бог да го прости. Човек иначе беше еден од главните носители на разузнавањето во не само во Македонија за време на ЈНА и на таа Скопска армиска обласка до сегаш и до Приштина. Значи, добро подкован, искусен човек кој имаше задача на некој начин да влезе во редовите, а веќе беа влезени од страна да ги разбијат скроз редовите на ВМРО ДПМН и она што беше наша заложба, че говорам за периодот и во Сина птица се они вмешани, максимално. Така. Значи, ако велиме дека почна од почеток следењето, па иницијална каписла, кај што веќе тргна поинтензивно и продолжуваше со операција Автомобил, по операција Павароти, имате и други операции овде, оперативни акции, се извинувам. Значи, тоа траеше во континуитет еден подол временски период. И сите овие тогаш во службите беа на некој начин предпоставам дека луѓе кои едноставно не беа задоени со македонскиот патриотизам. Ако ги видите само етимолошки корењата на псевдонимите, тие гледате дека сите се со подсмев. Зашто јас Паун, зашто Љупче Мона Лиза, зашто не знам други под други псевдоними, но сите тие некако се водат како омаловажувачки, знаете, да те деградираат како човек едноставно. Било следено и седиштето на ВМРО ДПМН. Да, темел. Така, што можело да мислам Како може да се како може да се Еве следи ќе ви едно кажам седиште на политичка партија, многу едноставно, значи легитимна политичка партија да, која што да, има регистрирана мнозинство во Република Македонија, работеше пратеници 38, имаше 39. Карши нас случајно хотел турист. Една од собите беше нонстоп под јурисдикција на ДВК. Тука беа поставени, значи под втора или четврта управа, се точно не знам. Мислам дека втора управа беше за следење, четврта е за нешто друго. Значи, од тука се снима сите што влегува, од тука се прислушкува. Со тие огромни микрофони ги имате, гледам по филмоите, веќе постојат многу пософистицирани работи, но од тука дење ноќе сме ние следени, обработувани. И во самиот материјал ќе видите дека, еве, конкретно за мене ако говорам, Паун излегол со тој и тој во толку и толку часот, го следиме по таа маршрута, улица таа и таа, излегол со Лејди, Лејди е доста димовска, Бог да прости. Излезе со, не знам, со други луѓе тамо, излегува сите под псевдоними. Мислам, ние кои бевме носители на некој начин на ВМРО ДПМН, затоа што ја бе председател на комитет на ВМРО ДПМН во општина Чајар, која тогаш броеше преку 100.000 жители. Беше една огромна бројка. Тука гледам и цели разговори Да, снимени по снимени. телефон. Све што можеше да се употреби против ВМРО ДПМН, све е снимано. После тоа вие може да прочитате дека доста од материјалите се уништени, од овие пишани материјали, значи овие се снимени, па се симнати, се искуцани, доставени се до министер, до началник, до заменик началник, до тој што го дава предлогот, дадени се сегде, се уништувани, но
Они се меѓувремено микрофилмувани и трнати настрана. Некој завршија во приватни архиви, предпоставам затоа што и моето досие, мене овде ме има во досието на Филип Петровски, кај што половина пишува за него, пола за мене, а кога го барав моето лично досие ми рекол дека не постои. Значи званично го побарав ја 99-та, кога донесовме законот за отварање досиета, затоа што каскавме за бившите социјалистички земји, кои тоа прашање го има веќе разрешено. Така. Се загледа во документите дури Ако гледајте ги, има ги. многу Многу интересни податоци има. Тоа може да ви има одземе и 2-3 дена да ги прочитате, затоа што стварно се интересни и да го видите принципот на работа. Постои информација во врска со митинг на плоштадот Македонија во Скопје под митинг. За која година се работи? Стоп на економското и социјалното и државното пропаѓање. Мислам дека во Битола дека се одржува. Не, во Скопје. Во Скопје веројатно е таа 97-ма. Тоа е еден од најголемите митинзи кои ги има ВМРО ДПМН направено. Да, па нормално да не следат и да бидеме предмет на обработка. Тоа ништо чудно, значи секоја активност на ВМРО, па и помала, ова беше голем митинг. Мислам дека правевме некои пресмети тогаш, што би рекле србите овлаш, па би рекло дека имало 45, можда и 50.000 луѓе, пошто беа фатени буквално сите улици. И се гледаше веќе падот на Социјалдемократскиот сојуз и подемот на ВМРО ДПМН. Тоа е значи негде година дена можеби пред изборите. Така. Вака сега тука додека ги разгледувам, би одам малку хронолошки. 92-та година е година всушност кога фактички Македонија започнува да ги воспоставува оние своји сите базични форми на државност, на формирање на државата. На државата, нели, се корените, актите се донесени, сега се темелите се става, меѓутоа истовремено да речеме започнува ембаргото кон Србија, затоа што таа 92 година започнува и најголемата опсада во војната историја од Втората светска војна навака 4 години, ако не, мислам 4 години беше опсадата над Сараево. И тука се воведе ембарго кон Социјалистичка република Југославија, која што ги отвори Сојузна република Југославија, да. Така, влегоа Црна Гора и Србија. Па не излегуваа со на флоскула во една глава две очи, значи едното око Србија, другото беше Црна Гора. Така. Нешто така парафразира. Тоа ги отвори фактички оние канали за шверц и нели добивање на пари, стекнување со имот, печалба преку кршење на ембаргото, за кое што понатаму и меѓународната заедница сигнализираше. Меѓународната заедница беше вмешана во тие работи. Зашто не можеше нафта, акцизни стоки и она што беше интерес на српската држава тој даден момент во време на војна. Во тоа време беше и шекер, и кафе, се што можело, се што имало, па србите продаваа нафта во флаши за Кока-кола, од литри пол две, за огромни суми на пари. Мислам, тоа максимално се искористи од постечката власт. Максимално. Пример, бугарите има поставено нафтовод. Овај цевовод, низ кој одеше бензинот и нафтата. 3 километри скопа, нашите направија диви премини. И носеа стока капом и шаком. Па тогаш беа отворени фришоповите, па нели беше аферата со братот на Фрчко. Ајде за тој период. Дали тоа може еден од поимотните луѓе, значи Европската унија тогаш, не Европската заедница, сега Европска унија, нели кажат дека треба да се затворат. Кај нас тоа никој не го почитуваше. Работеа 2-3 фришопа, меѓу кои едниот од фришоповите беше на братот на Фрчко, кој тогаш беше министер за надворешни работи, ако не се лажам. Во регионот, а и пошироко, да речеме, 92 година се основа Европската унија добија формат како што е сега. Да, и Лисабонската декларација која не закопа. Така. Па не знаеме што да правиме, па излеговме со контрадекларација, па ајде некако мекна ставовите и уште влегуваме во Европска заедница. Понатаму многу близко тој период кога ги фатиме вака двете беше и состојба една со бегалци од остатокот од Југославија, па имаше едно тепање во Ѓорче Петров. Случајно ја присуствував таму. Па им излегов на говорница со димните кутии. Значи, едноставно го слушавме гласот на народот, ние мораше да бидеме присутни таму. Иако јас не бе пратен никој Ѓорче. Сметам дека местото ми е таму. Так. И дека не може секое македонско место некој да го испоганува. Времено се вселат, исто како времено ќе ни биде името
во Обединетите нации, бивша Југословенска република Македонија, помина 22 години уште или 21 уште не можеме да ги април да ги 93-та смениме. Бранко Да ви Црногорски кажам преживува искрено, едно гласање веќе преку такво. глава ми дојден од времени работи, од времени одлуки. Така. Почувај, кога се работи за државата. Така. Иначе во Ѓорче излеговме претежно во Моровци, тоа е факт, не се крие. Но имавме среќа да се излечеме затоа што наредбата беше, ако се дојде додаден критичен момент, посебната единица и дел од специјалците, значи да реагираат. Случајно ги фативме ние како разговараат. Не е битно кој ги фатил, имавме одредена апаратура, која функционираше, ги фативме. И овој еден сегмент говорат, Флоровски ја бранува јавноста, и еден господин кој сите предпоставам го знаете, тогаш ја водеше посебната, му вели на човекот кој ја води акцијата, ако многу бранува, вика, искористи го моментот, вика, и прави што ти е наредено. И одвај ми извлекла од тама. Сега, во тој период... Но не бев само јас. Така. Беше и Чичко Митко, Бог да опрости, бе и други пратеници. Така. Од првиот состав на ВМРО говорам. Почна све од приемот во Обединетите нации, претходно го донесовме 16 од зракото сонце, но тоа беше само мамка, за да утре да можеме да се пазариме некако. Иако во тој момент ние не ни бевме свесни, мислеме дека ќе остане, но СДС тогаш веќе почна некако сам да работи без многу да не консултира. Во почетокот имаше некоја соработка која живееше, постоеше. После тоа тргна работите во еден сосема друг правец, го изгласаме сонцето, со двете раце гласав јас, нели? Знамето од Кутлеш, не од Вергина. И ни представуваше чест. Сегде го веевме, го почитуваме тоа знаме, јас го почитувам и сегашно, но не ми се допаѓа, морам да признам. Иначе тоа е предлог на Никола Поповски, бившиот министер за финансии, бившиот председател на собрание. Знаете за кој се работи. Негов предлог е ова знаме. Популарно наречено вентилатор, но тоа е тоа. Тоа е званичното знаме и мора да го почитуваме. Значи, знамето се смени, дојде уставните измени. Јас се сеќам, станав, имав една дискусија од пола сат и знам дека господинот веќе покоен Глигоров стана да оди затоа што главните критики се однесува, бев да кажам жесток, може би безобразен. Може го заслужил тоа, може би не, но во тој момент сметав дека така треба да настапам. Стана да си оди, јас го замолив господине председателе, барем сослушајте ме, ако не од култура и од куртоазија. Излезе, ме погледна вака попреку и тука се заврши, продолжив со говорот. Јас апсолутно не го прифатив и знаевме дека ова ќе трае многу подолго време. Но искрено да ви кажам, па никој не очекуваше дека ќе трае 21 година. Мислиме дека за ова 21 година ќе се најде некоја гарнитура која ќе успее да среди работата. Но познавајќи ги грците, пошто моите со Егејска Македонија, по некој случајно сум роден во Будимпешта, па сум растал со грчки деца, па сум растал и со нивните родители ги знаејќи ги нивните видувања према Македонија и македонците, очекував јас интимно една таква работа дека они не можат да стварат Македонија да им биде сосед и јас да ви кажам искрено, јас не верувам дека ова прашање ќе се реши некогаш ако станеме на овие цврсти позиции, а јас сум да станеме на овие цврсти позиции, затоа што не е во прашање само името. Во прашање е нашиот опстој во еден подолг временски период. Не сега, не за 5 години, не за 15, не за 20, за следните 30-40 години. Значи, они бара да се брише се што е македонско. А штом ти влезат дома, тогаш пише крај на сите работи. Сега, сакав да го поврзам овој период со 94-та година и почетокот на 95-та, кога во два наврати преку поранешниот министер за внатрешни работи или актуелен за надворешни работи на Глигоров му се нудат пари, амфори. Колку одеше преку службите тоа, да. Така. Преку службите, значи наш човек, кој ќе кажам наш човек, говорам за македонец од ДБК. Така. Една група на луѓе отидоа доле, разговара за сета ова работа.
и дојде со понуда тука. Понудата му е дадена, значи, реферирано е кај Фрчковски. Па Фрчковски реферира кај Киро Глигоров, понудени се пари, не знам што друго е понудено, е одбиено. Знам дека Киро Глигоров одбил $1,000,000. Ја мислам дека $1,000,000 се многу малце некој да прода државата, се работеше за Така поголема беше цифра. Апсолутно, да. Да, за поголема цифра, мислам дека $1,000,000 во Грција во тој период секој поуспешен бизнисмен имал. Ги имам, да. Така да, мислам дека се работат за многу поголеми пари и дека грците сметаат дека ние сме Они се толку наивни, пошто на ВМРО-ДПМ ништо не му е нудено, и да е нудено, не знам како ќе помине, предпоставам дека многу лошо ќе помине. Не е прифатено и но моментот на понудата боли. Ти да дош да како министар да му предложиш на председател на држава, немек председателе, еве имам излезно решение, грците нудат толку и толку пари да го смениме. Со промената на знамето, влегувањето во Обединетите нации, понудата кон Киро Глигоров и следува атентатот. Многу пати се фаќам и самиот, барем порано, тој имаше потреба да се изврши атентат на Киро Глигоров. Предпоставам дека налогодавачите се однатре, но ти ако немаш ортак и јатак во матичната држава, тоа не може да го направиш. А кој е најкомпетентен да каже Киро Глигоров или кој си председател, по која маршрута ќе се оди, колку телохранители има, кој е најпозитивниот момент, во колку сатот оди, во толку сат ќе биде тамо, на овој начин треба да го направиме ако немаш домашни соработници. Па комитите преку лето војува против турците, но зимно време одат дома кај јатаците. Затоа што имало снег до брада и повеќе. Значи, сметам дека тој што го притиснал копчето не е толку битен. Битен е тој што го дава налогот и битен е тој што му дава логистика внатре во државата. Во тој период министер е господинот Фрчковски. Еден од поголемите интелекти во Социјалдемократскиот сојуз. Јас се сеќам, тој е 95-та, ние бевме надвор од собрание и живо пратевме вести дали ќе излезе Фрчко да каже нешто. Затоа што обвинувањата беа јасни од Стева Црвенковски и ние веднаш излеговме со соопштение да не инсинуира Стева, да кажува приказки, Бог да го прости, дека биле одведе со бради со црни мантили, јасно на што асоцира и дека ВМРО-ДПМ се градува. Фрчко 10 дена го немаше ништо, мислиш дека во земја пропаднал. Како може министер во актуелна влада се прави атентат на председател на држава, тебе 10 дена да те нема, да не излезеш со ниеден податок. И излезе со една чудна теза, демек биде вмешани бугарско-албански мафијашки групи, мултигрупи, не знам кого спомнаа други, дека може да се тие. Тоа се вика миш јастан да ти бајам. Министер за внатрешни работи, кој ги има сите инструменти, јас предпоставам дека без соработка и без знаење на внатрешни структури не можела атентатот да се изведе. Се засили активноста на државната безбедност кон ВМРО-ДПМ, не? Како не? Пошто многу голем дел од овие извештаи ги гледам со датум од 95-та нагоре. Па како не тогаш се отворени операции автомобил? Тамо се има апострофирани јас. Значи автомобил строго, да. Можеш да видиш наредбата како одел, еве, мислам дека за тероризам, тоа е тој, така. Да. Министерство за внатрешни работи ДР, дирекција втора управа, линија на работа, тероризам во земјата, евидентен број тој и тој, дата таа и таа, врз основна правилник тој и тој, предлог за примена мерка тајно следење наблюдување во земјата, лице Флоровски Александар, роден 17.8.51 година во Будимпешта, живее тамо и тамо образложение. Флоровски Александар, безбедност интересно лице, опфатено со оперативна акција Павароти со псевдоним Паун. Во последно време се добиваат сознание, барем така образложението за да го прифатат. Так. По горните инстанции да потпишат. И еве го налогот.
насочено кон рушење на со уставот утврдени демократски институции во земјата за честени контакти со негови истомисленици од повеќе градови Република Македонија. Примената на мерката во врска со оперативна акција Автомобил, атентатот на експресат од Киро Глигоров покојниот, има за цел идентификување лица со кои ќе контактира, видео и фотокоментирање нивните контакти. Подпишан некој си Душан Климовски, главен инспектор, подпишан Живко Георгиевски, началник втора управа, подпишан директор Добри Величковски, значи решението, и овде стои началник на сектор за објавljivање и документирање некој Славчо Рашковски. Славчо Рашковски не го знам, Добри Величковски го знае, пошто е покоен, Душан Климовски не го знам, Живко Георгиевски мислам дека го знам. Но тоа не е ни битно. Тоа не е ни битно. Одеше по нека вертикала, кај што мораше се спроведе наредба. Те и стигнате до предпоставам дека и на владава разговарано. Овие се антидржавни елементи, што немавме апсолутно врска со ова работа. Ние види, Киро Глигоров беше подложен на страшни критики од мене нарочно. И од ВМРО. Ради едноставно политиката која води, сметавме дека не е адекватна. Може би грешеме, може би не. Но ние да кренеме рака. Далеко од умот е тоа. Многу е далеко од ум.